Тинеџерка побарала помош на линијата Ало Бушавко, откако нејзин соученик постојано зборувал за самоубиство и открил дека има план како да го направи тоа. Операторите на линијата ја советувале да разговара со возрасен, па таа случајот и го кажала на својата мајка. Наместо поддршка добила совет да стои подалеку и да не се меша во туѓи проблеми. Бидејќи останала без вистински совет, повторно се јавила кај операторите, пошто тие веднаш ја известиле полицијата. Во самиот пример, реакцијата на мајката, која е возрасно лице, е навистина разочарувачка, бидејќи родителите треба да ги поддржат децата во овие моменти, треба да знаат како да постапат и да преземат одговорност. Ова е само еден од случаите. На линијата Ало Бушавко изминатата година се јавиле дури 19 деца со самоубиствени мисли или намера да си го одземат животот. Како главна причина за дојава беше менталното здравје. Тука беа 30% од дојавите, односно 83 дојави беа конкретно за ментално здравје. Тука спаѓаат повеќе работи, меѓутоа можам да ги истакнам најмногу страф и вознемиреност и самоубиствени мисли и обиди за самоубиство, кои што беа најчестите од оваа категорија и двете имаа по 19 случаи. Многу е загрижувачки што имавме 19 случаи за самоубиство, односно 19 деца кои што се јавиле или имајќи мисли или сакајќи или пробувајќи да си го одземат својот живот. Останатите проблеми поради кои децата најчесто барале помош биле семејни проблеми и физичко насилство. Психолозите апелираат до родителите да не ги игнорираат проблемите на децата. Грижата еден за друг, најосновната човечка грижа, никако како да ја забораваме како вредност. Дека тоа е оно што не правиме. Во текот на изминатата година на линијата Ало Бушавко се јавиле вкупно 284 лица. Девојчињата најчесто сами барале помош, додека за машките деца најчесто се јавувале нивните родители. Машките биле на возраст од 7 до 15 години, а девојчињата од 13 до 25 години.